Почитувани добар ден. Малолетник изврши повеќекратно убиство во Белград. Виновници се бараат на сите страни. Наставници, родители, медиуми, социјални мрежи, соученици, достапност на оружје, дрога. Ситуацијата кај нас е слична. Едно дете се самоуби, а друго загина качено на воз. Булинг во училиштата, физички и психички. Агресивни деца уште во прво оделение. Она што ве прашуваме, дали создадовме општество непогодно за живот. А сега во продолжение, нормално ќе го погледнеме прилогот на мојот колега Игор Трајков и подоцна секако ќе ја откриеме и анкетата на која што очекуваме да ги дадете вашите одговори како на Инстаграм, но секако и во живо со вклучување во црвена линија. Додека стручната јавност дебатира дали ваков грозоморен настан можел да биде превениран, роднините на убиените деца и учениците од другите училишта во Белград се собраа пред основното училиште Владислав Рибникар да им одадат почит на жртвите. Стотици роднини, другарчиња и граѓани положуваат цвеќе, играчки и палат свеќи пред училиштето, околу кое сега владее тишина. Вчерашното убиство на 8 ученици од страна на нивниот 13 годишен соученик е трагедија од која Белград нема брзо да се опорави. Ljudi ne pričaju, nikuda se ne čuje muzika, nema toliko čak ni gužve u saobraćaju, jednostavno svi su zanemeli posle ove velike tragedije. Време да ја надмине оваа трагедија ќе и биде потребно и на цела Србија, иако не е мал бројот на тие кои сметаат дека случувањето на нешто вакво било само прашање на време. Трагедија, јас се осеќам кривим. Ја мислим да сме сви криви. Да свако од нас има дел одговорности. Да smo dozvolili da neke stvari koje ne trebamo dozvolimo. Iskreno nisam ni iznenađen. Bukvalno po meni je bilo pitanje dana kad nešto može tako da se desi. S obzirom šta se sve dešava i u svijetu i kod nas, ni uopšte nisam iznenađen. Полицијата соопшти детали од телефонскиот разговор помеѓу седмооделенецот кој пукаше во училиштето и полицискиот службеник кога го пријавил настанот во полиција и рекол дека пукал во луѓе во училиштето, но и дека по завршувањето на крвавиот поход го зафатил страв и паника и решил дека било правилно да се јави во полиција и да го пријави настанот. Детето рекло дека било игнорирано од општеството, било исфрлено од комуникацијата и интеракцијата, од се што едно дете можело да има и дека тоа го навело да го стори тоа. Ovo je tragedija cele nacije, ovo nije tragedija porodica, ovo je poraz ovog društva definitivno. Полицијата се уште не може да потврди дали 13-годишникот бил свесен дека според законот не може кривично да одговара поради возраста. Крајно вознемирувачки е сознанието дека цел месец го планирал крвавиот поход во училиштето, разработувајќи многу планови, правејќи скици на училниците и список со имења на деца кои требало да ги ликвидира. Поради тоа, српскиот претседател Александар Вучич предложи 10 мерки за спречување на вакви настани во иднина, меѓу кои засилена контрола на легалното оружје, неговите сопственици, начинот како го чуваат, стрелиштата и пристапот на малолетниците до нив, но и намалување на старосната граница за кривична одговорност. А сега тука следува и подсетување да не заследите задолжително на социјалните медиуми, Facebook профилот на Црвена линија, профилот на Телма телевизија, каде што ја објавуваме и темата. Секако коментирате, шернувате и лајкнувате, меѓу другото и на Твитер секако. А еве, топло препорачувам и посакуваме да бидете дел и од Инстаграм семејството, кое што секојдневно активно ги дава своите одговори на нашите анкети. Денес на Инстаграм стори ве прашуваме дали системот може да најде решение. Да и не. Тоа се тие две опции за оние кои што ќе кликнат на оваа анкета и ќе одговорат, а секако резултатите од анкетата ќе ги соопштиме по рекламите. Но ова исто ве прашуваме и вас. Дали создадовме општество непогодно за живот и дали системот може да најде решение? Тоа на што сакаме да го слушнеме од вас на 02-307-0005. Намалете го тонот на телевизорот, зборуваме преку слушалка, 5 линии се активни и секако почнуваме со вас. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Ало, добар ден. Да, ве слушаме, во Црвена линија сте. Повелете. Дали ние станавме робови на општество. Ние гледаме секојдневно што се случува сега и во регионот, што многу е потресно за сите нас. Не се случува до семејствата,
до цела Србија, али ова е веќе го земам последниот замав. Значи, овде ако не се среди нешто во најбрзо можен рок, децата, мислам, родителите се криви. Децата ќе испаштат ради родителите. Живеам поред школа кој што гледам секојдневно 16 годишно дете вози автомобил. Ова 13 годишно дете направило таков инцидент. 16 годишно дете, 13 годишно дете нашло им како и да е од татко му пиштол. А родителите купуваат на 16 годишно дете кола. Што тоа не е оружје? А ќе прегази некого. Кој ќе одговара? Кај е смислата на животот? Детето се задоволи? Кај стигнавме ние? Тикток, едно, друго и тварите мрежи. Гледаат, слушаат песни со каква цензура, страшно нешто. Врегање, дрога, кокаини, фати, убиства, вакво, оно се. Значи страшно нешто. Се слуша тоа на голем. Не се само тие дали 13, не знам, и помали деца. До кај стигна ова? Што ќе ни се случи во иднина? Не може, јас само сум згранат од оваа ситуација. Овој земјотрес што ни се случи вчера е земјотрес на сите земјотреси. Ваков настан не се бележи нигде во светот. Големо благодарам што се вклучивте во Црвена линија. Секако продолжете да не следите со оглед на тоа што ќе ја водиме дискусијата и понатаму со останатите гледачи. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Еве ќе се обидам уште еднаш. Добар ден, во Црвена линија сте. И напомена да не заборавам, 5 линии се активни, што значи лесно сме достапни, но задолжително ве молам намалете го целосно тонот на телевизорот и зборувате преку телефонската слушалка. Добар ден. Добро, да не биде дека нели збор... Добар ден. Добар ден, конечно. Во Црвена линија сте. Ало, здраво. Добар ден. Добар ден. Еве, гледаш на Црвена линија, Владко од Скопје, од Маđари. Еве, дали може системот да најде решение? Па може, меѓутоа тешко. Тешко, затоа што ние тие системи некако 20 години ги бараме одека во државата, ама никако да ги спроведеме. Може би сето тоа придонесува сето она неучење што беше онлайн настави, пандемија, не знам што, штрајкови на наставници и така натаму и така. Воспитните мерки, тоа е за мене проеден. Све она другото е пропнат, али воспитната мерка од страна на родителот. Не може родителот да каже, абе не знам моето дете што прави, како прави, во школа оди, како не може да не знае. Ти беше ли денеска во школа, што правеше, како прави, имаш ли проблем? Еве гледам и српскиве канали и телевизии, го пратам се тоа што се случи. Значи, разговор со детето мора да има. Го гледаме потиштено, го гледаме засрамено, го гледаме онадено. Чекај, што е проблемот? Си имаме фантастички совет, имаме директор. Еве сега на Телма, баш на вестите, слушнав дека некој наше дете од Скопје во аеродром, не знам каде, со нож им претел на децата. И тоа родителите да Телма го објави, родителите со писмо се обратили до директорката и до не знам кој совет на родители. И ништо вика од сите тие работи. Чекате вало, со нож. Значи, каде е сега обезбедувањето? Имам ли обезбедување во школи? Абе, претрес на сите деца ќе се прави. Кој нашол нож у полиција? Благодарам за вклучувањето во Црвена линија. Тука ќе посетам секако да се внимава и на тајмерот. 90 секунди е времето за секој излагање, но секако не е пречка и повторно доколку посакате да се вклучите во Црвена линија, да го сторите тоа и да добиете нови 90 секунди. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. На Црвена линија ли су? Да, во Црвена линија сте, повелете. Лака сега, дека слуша цела Македонија. Поздрав од Кавадарци. Поздрав од Кавадарци. Поздрав. Ние имаме голем проблем у Кавадарци. Јас живеам до школата, гимназијата. У мојата улица има едно дете, невоспитано, па си тие родителите, галено, 12 години возе Веспа со едно друго. И се каже, си идеме од погреб, се каже двојцата со брат ми да не се газе, ме удрија и
Ништо него 20 пати имаме кажат у полицијата, него воспитуваат никогаш. Какви родители се не знам тие. Още у полицијата нас не каза, зашто сме цркале, викале, види докаде дојде на Македонија бе. Треба да му го земат мотор, да си казат, а не тие родителите прости, ние възпитание му дават и нищо. Секоја ден го возе моторот, Веспа има, секоја ден на улицата живее браќа досега у Кавадарци. И не възпитано е, се криве, чуе, вика, у полицијата тој полицајци се смеат. Бујко му работел у полицијата и него терати. Па срамота е вас. 20 пати си имам јавено у полицијата. Ни полиција има, ни. Еднакво у Македонија се и до прва че има. Срамота наместо да му го земат мотор, да и казат родителите. Никако воспитање. Вако нещо немам видено. Секоја ден по 2 пати у полицијата одам, полицијата вика, ништо се смеат и они таму. Абе каква полиција е во бе? Срамота е вас што се десува бе. Не се бодат и со невежите. Благодарам и вам за јавувањето. Продолжуваме секако со дискусијата со вас. И еве, кои ќе бидат вашите одговори? Дали создадовме непогодно општество за живот и дали системот може да најде решение? Од каде треба да се почне? Добар ден. Ало. Добар ден. Ало. Ве слушаме. Добар ден. Добар Дали ден. се слушаме? Да, во црвена линија сте, повелете. Прво, сочувство до семејствата на погинатите во Србија и ова ја прели чашата. Не е во Србија само, тоа е и кај нас. Во Србија таа емисија задруга што е. Тоа е шрамот собран тамо српски, кај што се води секс пред камери, кај што се псуват, кај што се тепаат. Се додека полицијата не излезе на улица, не да седат по кафулиња и по касина. Се додека не излезе на улица. Се додека нема присуство на полиција по малатија, по населби, нема перспектива. Пред школа се дила дрога, се обучаваат да возат возила. Има имущни родители кои што рече претходниот што рече му купил возило на 16 години, а уште носот не знае да го осекне и што би рекол мрежи овие што се TikTok и останалите, све тоа треба под контрола да се тури. Родителите се најголеми виновници. Се дели оружје на кого ќе стигне и како ќе стигне. Ја не знам и посакувам многу среќа на... Благодарам многу за вклучувањето и вам. Ке подсетам уште еднаш. Го објавуваме тајмерот така да мерете го времето, 90 секунди, но нека не ве спречува или повторно можете да го завртите бројот и да добиете нови 90 секунди, секако да го надополните она што сакате да го кажете за јавноста. Добар ден. Добар ден, Тина. Прво сочувство до загинатите, не да доместива нешто што не може со ништо да се донамести. Животите секогаш се најтешки и што никогаш нема да ги надоместиме. Како прво, тргнавте сите по пари. Децата останаја гледа како наставниците се бора за плати, се бора за штрајкови. Не се секира толку детето на училиште како ќе биде примено или не. Се вршат разговори. Ти си овај, ти си онај. Ги поделивме во школата децата на мој и твој. Верувај ме, јас тука ги гледам, имаме дечина. А, ти си за овие? Не, море тие се вакви. Ги научивме децата партиски да се препукуваат меѓусобно. И како друго, дали надпреварите спортски ни служа за рекреација, за спорт, за наше уживање или за меѓусобна борба. И навивачите се поделени на групи. Гледа некако да се увреда, да направат некако некоја скарамуција, како да речам, да се увреда, да понижа некој. Дали тоа е потребно, Бори, Тина, сега во овие времена? Дали треба да се сплотиме? Дали треба да не се понижуваме, да не се омразуваме, да бидеме споени? Ние гледаме да се разединиме, како национално, така во секој поглед.
Не знам, немам зборови да го изразам ова некој нередие, нешто што се случува во државата. Благодарам многу за јавувањето и вам. Продолжуваме секако со вас. Ке подсета можете да коментирате, да шернувате, лајкнувате на Facebook Црвена линија, секако на профилот на Телма телевизија и секако на Instagram да го дадете вашиот одговор на денешното анкетно прашање, тоа дали системот може да најде решение. Секако ова го поставуваме како прашање и кон вас кои што се вклучувате директно во Црвена линија. Добар ден! Добар ден, убав ден вам и на вашата екипа. Убав ден и вам. Вака, и системот да е душо. Не, тоа е почнало од почетокот и јас како дете само ги бираат кои се тие на големо, а не така. И се еден со друг се караме, како дете сум тоа, јас на себе сум го видела. Мене наставнико да ми вика мрзетино мрзешна, каде е тој наставник, каде е негов доплец, за да ми го каже тоа на мене. Нека каже, не од сега, од одамна е тоа. И за тоа не се никој криви, само наставниците. И ако си ти на директор или на некој доктор, ја тебе ќе те прогледам кроз прсти. Ако не си, ти ќе тапсаш уместо. Но дали еве на секоја навреда или нешто што не ни се допаѓа, ни животот треба да се реагира на ваков начин? Дали таква порака испраќаме кон Ја дури не сакав да одам на школа. Дојде тој што беше класен, ми се молеше на коленци. Тоа е работата. Ало? Да, ве слушаме. А решение еве за да не се повторуваат вакви работи? Треба систем, ама треба и меѓу себе наставниците да гледаат малку поубаво, а не да ги гледаат кој е каков е. Ако татко ми е директор, јас прва ќе бидам да ранглиста. Не може така. Иако е селјак, иако сме од руралните средини. Благодарам многу за вклучувањето. Продолжуваме. Слушате досега еве кои се ставовите на гледачите кои што се вклучија во Црвена линија. Добар ден. Здраво. Здраво. Како беше таа изреката, док е бил Голи оток, не е било криминала, или така нешто беше. На српски кажано. Видете сега, условите непогодни за живот, поради тоа што ние ги прифативме културата на квази културата на Западот. Ова не е култура, ова е насилие што прифативме ние. Тоа почнува од врвот, како што викат за рибата дека смрди од главата, не од опашот, ако викат од опашот најмалку смрди. Така да сите овие работи што се случуваат и овие работи што се случија у комшии се само од тоа. Само можам да кажам во врска со тоа комшиите таму, за тоа дете баш и не било толку деградирано и омаловажено. Гледам на TikTok, таму баги мангупче се правило. Не било баш дете кое не било толку социализирано, него било аздисано. Аздис. Работата е мама, тате носи, мама меси и он ки ужива. Правил многу и работи и претходно. Детето било интересно, тоа што било и првенец на генерација и давало одлични резултати. Првенец с помош трикова, што викаат србите. Знаеш колку првенци имаше кај мене, ако учев во Смолетка? Еден куп. Па сите у средно кога отидоа кицароши беа. Тие што бевме со послаби оценки, сите завршивме средна школа, некои не завршија од овие. Така, благодарам многу за јавувањето. Сега малку ќе се префрлиме и на коментарите кои што ги издвоивме, што на Твитер, што на Фейсбук. Па еве ќе почнеме со првиот коментар. Дејан Георгиевски Жапо на Фейсбук има напишано: на TikTok го величаат кралј. TikTok треба да се блокира во Македонија додека не биде касно. Да повториме, да се блокира оваа апликација. Но според вас, дали создадовме општество кое што е целосно непогодно за живот и дали системот може да најде решение? Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Дали сме линија? Да, во Црвена линија сте.
Видите, дали можеме да создадеме општество непогодно за живот. Видите, секое општество е добро. Ама граѓаните што живеат во него не се добри. Затоа не мучи ни општеството. Гледате што се случува во соседна Србија. Ја малолетник добија 10 души. Знаете што значи тоа? Тоа значи недорастено општество. Фактички такви деца не треба да се раѓа. Јас не сум против, ќе речеме за она. Не можеме да знаеме што ќе родиме, но секако можеме да знаеме што ќе воспитаме, така да... Нема воспитување. Видете, не може да се воспита. Тоа живеело со татко, со мајка, со родител, онаква. Не се воспитало. Значи нема... Кој дете родител ќе воспита? Детето треба само да се развија како индивидуа, да знае што е добро, што не е добро. Односно, тие другите, големите, возрастните, што работа. Слушајќи јас, што ми се јавува овде, кај вас колегите. Па тоа е срамота. Значи, тие зборува нешто што нема ни еден факт, нема ни еден доказ, нема ништо. Значи, како да живеат не на друга планета, не цивилизувано да живеат, ево. А живееме во 21 век. Затоа мора да се зајакни за сите, што викате вие, едукација на младите. Благодаря многу за јавувањето. Продолжуваме секако со вас. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Вакатина, ова трагедија што ги снајде соседна Србија вистина е страотно и мора да се дискутира, затоа што може да биде тој домино ефект да дојде и кај нас. Ние го говориме во полза, во интерес на децата, ако слушаат и родителите. Пред се, оваа младина, за разлика ние како млади имаме огромна разлика. Од систем во систем се тоа се појавуваат. Овие деца не се социализирани. Тие се деца родени се извинувам со компјутер и со телефон. И се што се дружат само со телефонот. Од телефон се јавуваат, комуницираат, учат, па дури научиле како и пиштолот се склопува и се расклопува. Има тоа на тие телефони. Затоа јас ги кривам родителите. Родителите треба да обратат многу пажња кон децата, затоа што секое дете треба да го васпита родителот. Ако детето е васпитано, ќе биде добро. Ако не е васпитано и е размазено, нема да биде добро. Меѓутоа, треба да се говори на оваа тема многу, да се спречи, зашто знаеме, на медиумите имаше преди една година девојчиња за кости се скупеа во Велес, кај беше. Срамота е тоа. Секој родител треба да преземе мерки и телефон, преку тие компјутери све одат, ги преземаат тие амерички школи кои што тамо се дешаваат. Благодарам многу за вклучувањето. Ке подсетам секако 90 секунди е време траењето. Многу се коментира за апликацијата TikTok, но она што е интересно, таа пред се кинеска апликација, но што се однесува во однос на содржината, во Кина децата преку TikTok исклучиво добиваат образовни содржини кои што го стимулираат нивното знаење и вештини, додека сите останати се изложени буквално на се и се што токму од оваа апликација, каде што и нема премногу цензура. Добар ден. Ало. Добар ден. Добар ден од Рачиново. Повелете. Има ли решение да се спречат ваквите појави понатаму? Да. Во линија сум? Да, повелете. Вака. Најпрво со чувство до родителите и до нашата соседна држава, оти мечката ако игра во комшилук, чекај дома. Тоа е јасно и гласно. Сите сме родители, дај Боже и идните да бидат родители, ама ја нешто се сумјам, од кај ни довезуваат овој хибрид деца. Овие се хибрид деца, пошто ја имам дете во второ средно образование, и сега ние секогаш лути на магаре, удри по самаре. Кога можеме да ги чуваме дома, со сите средства,
мачни и немачни, па можеме малце и да ги воспитуваме. Второ, во училиштата веќе хаос. Хаос, да. Живеем ја поред некое училиште тука во Рачиново. 2000 кусур деца има од 1 до 9, па тие се веќе возрастни. Прво, даскалите или професорите или наставниците, да ги викаме на било кој начин, сите ги разбираме што се тие, дали тие некогаш ги контролират што носат деца во ташните, кај што книгите ги носат. Или по джебови. Благодарам за јавувањето и ве молам, знам дека навистина имате многу што да кажете, но 90 секунди е времето. Јавете се повторно, ете тоа ве охрабруваме да добиете нови секунди. Добар ден. Ало, добар ден. Од црвена линија сте. Има ли решение, кажете ми, еве, што мислите? Има. Ама треба да се сака да се направи решението. Ама кај нас не се сака. Ние само го зголемуваме јазот. Пазете, мора да збориме за проблемите отворено и не да филозофираме многу не како некои ваши гости кои ги сликате на телевизија па се гордеат со тоа што дошли да ви бидат гости. Туку реално да се каже дека проблемот мора да се реши со ригорозни мерки. Како? Еве ќе ви кажам, да се суспендира парламентот, да се најде времена управа во државата 10 години за да се решат сите небулози што се случуваат во циркус. Ние немаме веќе институции каде да се обратиме и бараме решение на проблемите. Мислам, тоа е утопија. Утопија е тоа да барате во овој сега моментален, да не кажам, состав или состојба во државата, да барате решение за проблемите кога ништо не ви функционира. Затоа ние сме дојдени у ситуација за стечај, распуштање на парламентот, суспендирање на демократија и малце тврсто, што значи потврсти закони, спроведување на законот да нема неказнивост. Па вие го спомнувате случајот во Белград, ама го заборавате случајот во Химиско училиште во Скопје, каде што играва ножеви. Што направи државата после тој случај, сакам да прашам? Какви закони се донесува? Дали тоа не ни вредеше како опомена? Да, нека да се не смееме затоа што помина ефтино. Меѓутоа сигналите не ги сваќаме. И тука лежи проблемот. Ние сме општество клати врата, зима и плата и преđи бригу на другога. Се додека така размислуваме, се додека така правиме. Благодарам многу за јавувањето. Продолжете да не гледате. Добар ден. Здраво. Здраво, во црвена линија сте. Ваксин. Системот дали може да најде решение? Значи, кај нас по државата имат закони кои не функционираат, се наместени така ради реда. Пред се во ситуацијава гледа вина на родителите. Значи, јас сум родител. Не е тоа што моето дете има TikTok или имат Facebook. Значи, јас како родител треба да го научам детево како треба да го користи и TikTokот и Facebookот. Значи, не гледа тука некои лоши работи. Од TikTok може да научи лоши работи, може да научи и добри работи. Исто така и од Facebookот. Ние родителите сме тие што треба да ги воспитаме, да ги научиме децата како треба да гледаат на работите. Друга работа во образованието, во времето кога ја учев, значи, многу неправди се случува. И искрено, одевме на школа ради реда. Знаевме за една двојка и тоа е тоа. А тие што беа деца на министери, директори, завршија факултети. И затоа мене искрено не ми се учеше. Не ми се учеше, пошто знаев дека уча во неправда, значи бадијала уча. Кога сите тие што имаа кецои, завршија факултети. Така да и понавака планира така да воспита детево, значи не е све во образованието, планира. Благодарам многу за јавувањето. Еве ќе повторам уште еднаш, бидејќи се спомна апликацијата, гледачката како родител кажа дека не се проблем се разбира апликациите, туку изборот на тоа што се гледа, претпоставувам и контрола на истиот, но интересно е дека еве TikTok како апликација во Кина е ориентирана целосно кон образовниот процес и она со што може како вештини и знаење да се стекнат нели децата таму. Додека во останатиот дел, особено во Америка,
кај TikTok и не постои никоја цензура, буквално се и се што може да се види. Добар ден. Добар ден, Тинче. Здраво. Како си? Најпрво сочувство за семејствата на родителите. Жалосно, стварно жалосно, ама за почеток дали создававме општество непагубно за живот. Создававме самото општество, само се создаде со технологијата и се што за дали системов може да се реши, немаме систем ние правим. За да има систем, да реши нешто системов, треба да има система. Системов дефинитивно не работи кај нас со државичка наша. И така че се случува овакви работи жалосни, што не би требало да се случа. И треба малце да се преземи. Според мене, јас немам мисли, не сум јас никој ништо кој да мисли. Само треба малце да се запраша овие психолози, педагози, учители, сите што се влезени и што ги вреднува нивните дипломи и нивните плати и да вика yes. А треба обрнување внимание малце. Обрнување внимание на учениците, на децата како деца, како се понаша, како се однесува, не само јас сум педагог, психолог, учител, професор, вау, платава мене, не мислага. Благодарам многу и вам за вклучувањето. Секако продолжете да не следите. Сега ќе ви прочитам и некои од коментарите кои што се напишани под нашата објава, се разбира, на Тилма профилот на Facebook, каде што еве уште еднаш ќе потенцирам, ги објавуваме темите за кои што зборуваме, па така и за денешната. Марина Николова напишала: важно, наставниците ви се на прво место на списокот на виновници. Браво! Уште нешто има за што ќе не обвините нас. А Даниел Ризовски напишал: Марина Николова, демек многу одговорно снимате кон децата, баш ви е гајле за нив, битно да си пиете кафе по 1 час пауза, правите и работно време имате по 5 часа и уште плата поголема барате и таа ви е многу што ја земате. Марина Николова одговорила: ајде да се замениме еден ден. Сакаш да те видиме тебе колку одговорен ќе бидеш. Исто колку што си таму каде што си вработен. Оно што е интересно е дека виновници се бараат на сите страни. Се обвинуваат и наставниците, и родителите, и медиумите, и социјалните мрежи, и со учениците, достапноста на оружје и што се не. Дали системот може да најде решение? Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот. Дали се слушаме? Добар ден. Еве, ќе ве почекам. Секако верувам дека ќе се слушнеме, но еве ова нека биде и напомена да се намали задолжително звукот на телевизорот. Знам дека повторувам многу пати, но тоа е неминовно, бидејќи се создава ехо од другата страна и секако гледачот има чувство дека се уште не е вклучен во црвена линија. Ќе се обидам уште еднаш. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте. Дали се слушаме? Да, се слушаме. Добре. Благодарам. Па вака, моето размислување е следното. Прво, сочувство за родителите кои ги изгубија децата, да овие што се ранети да поминат со лесно. Сега, овдека моето размислување е следното. Овдека е грешка во нашето домашно воспитување на децата. Меѓутоа, најголем виновник е за ова работното време кој што го имаат родителите. Некогаш одевне на работа од 6, од 7, доваѓавме дома во 1, во 2, зависи кое време. И децата беа секогаш под контрола на родителите. Меѓутоа, сега е разликата што родителите одат во 9, во 10 на работа, доаѓаат во 5, во 6. Значи, фактички децата се од 1 сат, кога ќе го напуштат школото, значи, доваѓаат дома и се без никаква контрола. Дали ќе ручаат, дали ќе учат, дали ќе прават несакани настани некои действија,
Тоа е само резултат на образованието кое што не е усогласено со работното време на родителите. И на многу пати и во други медиуми сум го потенцирал дека треба работното време да се усогласи со децата кои што одат на училиште. Турците не ги сакам во нивните многу работи, но ја почитувам нивната одлука, да речеме, домашна, заедничка софра, кога се соберат сите на ручек, се кажуваат сите проблеми, сите... Благодарам за јавувањето. Подсетувам, внимавајте на тајмерот. Добар ден! Добар ден, во црвена линија сте. Видете, претходниот гледач што кажа, правилно зборува тој, за децата правилно зборува. Јас сакам да кажам едно. Јас сум на линија. Да, ве слушаме, продолжете. Јас сакам да кажам едно. Вие минали дека треба нормално да се роѓаат деца. Треба да се роѓаат деца. Децата нема воспитување во денешно време. Ти зема малце голема слобода, и така, например, ќе речеме, ево, детето што направи ваков хаос, ова не е убиство, ова е монострум. Тоа земало, ќе речеме, како што кажува српските медиуми, дека со татко модело на лов, не на лов, одело со пистоли, стрелало вамо, таму, фактички се обучило. И тоа е виновен родитело. Не е виновен некоја општеството. Затоа треба да се пази школото. Децата треба да одат на школа од 9, тата како што е во Запад, од 9 до 3. Родителите од 7 на работа до 3. Ние обратно. А тоа години, јас бев в Австралија 74 година. Таму, така е воведено. Систем, супер. Во Шведска бев како студент, систем, супер. Крај нас во Македонија, ајде не Македонија, бакна ние малце, во Србија волат такви ексцеси да се чува. И Америка, признавам, Америка е 200 милиони, 300 милиони луѓе. Ќе се јави некој тако, ама ќе се јави кај нас, тоа е срамота. Затоа ќе викам, нема едукација. Така, благодарам многу за јавувањето. Ако има гледачи сега, ако предност даваме за вклучувањето во живо во црвена линија. Добар ден. Добар ден. Повелете. Вака, јас најпрво би сакала да изразам сочувство до семејствата. Од една страна, тоа дете е веќе обележано за цел живот, значи тоа ќе биде црна дамка во Србија и иднина за него секако дека нема. Од друга страна, исто прво го обвинувам родителот, таткото, кој што не може дете на таа возраст да го храни со такво нешто, да го носи на стрелиште, да го учи да пука на таа возраст, толку прецизно пукање. Прво, тоа ми е нејасно како може еден здрав родител при здрав памет да го дозволи сето тоа. Друго што обвинува дека деца го исмејавале пукал по список. Тој воопшто не пукал по список затоа што повеќе се девојчиња убиени. Значи ни тој самиот не знае што прави. Мислам дека мотивација му биле игрите што ги играл затоа што тој сега се чувствува како крал, како победник. Сигурно има некој психички проблем. Нема врска работното време на родителот. Ако едно дете знае што прави, тоа дете не дека немало внимание. Значи, не е битно дали е родителот на работа или не. Слушам дека повеќето обвинуваат и родителите. Родителите, да, се растрчани на сите страни. Виновен е таткото што го носел на стрелиште. Меѓутоа, тука треба да се влезе подлабоко, значи има голем пропуст. Некој пропуст е направен, огромен пропуст. Дали и внимание на детето, дали и во школа и се, но сепак ова не е во никој случај начин да се направи, значи да влезеш и ладнокрвно да ги убиеш другачињата и околу нив сите. Благодарам многу за јавувањето. Одиме со уште еден гледач. Добар ден. Добар ден. Ало. Добар ден, во црвена линија сте. Добар ден. Повелете. Прво сочувство до семејствата на убиените и мислам дека оваа дискусија е задоцната. Ве слушаме. Деновиве имаше снимка од еден наш генерал кој што исто така во Македонија обучува малолетно дете и никој од вас медиумите, посебно вие со национална концесија, не реагиравте, а можевте. Благодарам многу. Тоа е сега, како може системот да најде решение
да нема експанзија на вакви ситуации. Добро, што ме толку, продолжуваме со реклами, а потоа и со резултатите од Инстаграм анкетата. Повторно со црвена линија во оној дел каде што е време да слушнеме како одговори Инстаграмџи на денешната анкета. Секако заследете не со оглед на тоа што веќе утре ќе можете да бидете активни и секако и вие да учествувате во анкетите кои што ги објавуваме. На прашањето денес, дали системот може да најде решение, со да одговорија 44%, а со не 56%. Тука останува да најавам дека она што следува е секако Завртина Тилма, место каде што пред се забавуваме и едуцираме го, повторуваме нашето знаење, но она што е најважно, има и многу награди. Време и да прочитам прашања, забележете си ги, а секако ќе се испрашаме во Завртина Тилма и верувам дека ќе има барем посветли и поубави причини да се радувате и да уживате во вашите резултати. Па еве прво прашање, која наука ги изучува физичките гласови на човечкиот говор? Фонетика или лингвистика? Кој е збирот на бројот 17 и неговиот следбеник? Каде се наоѓа морето на тишината, на месечината или на Марс? И каде го играат последното танго Марлон Брандо и Марија Шнајдер? Се гледаме во Завртина Тилма.